Пржинската влада не го помина собранискиот филтер. Мнозинството не остана доследно на ветувањето дека доколку има политички консенсус, техничката влада од 100 дена пред избори ќе биде укината. Власта се правила дека одлуката била таква, оти немале договор со опозицијата. ВМРО бараше техничката влада, која беше договорена на лидерска средба, да биде укината по скратена постапка во парламентот и потоа да се оди на предвремени избори. Сепак само 32 пратеници гласаа за, а 55 гласаа против. Иако во јавноста се изјаснува дека се согласуваат за укинување на пржинската влада, денес на еден кукавички начин повторно избегаа од избори. Ние сме свесни дека СДСМ направи се за што подолго да остане на власт, бидејќи знаат дека на наредните парламентарни избори ќе бидат казнети од граѓаните за своите штетни политики. Денес СДСМ покажаа дека се плашат од парламентарни избори и со одбивањето за укинување на пржинската влада се обидуваат да избегаат од одговорност за сите штетни политики и криминали со кои ја доведоа државата на дното и сериозно го нарушија нејзиниот меѓународен углед. За првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, ваквото однесување на власта во собранието е кукавичко. Како коментирате тоа што СДСМ е отфрло пржинската влада? Кукавличко. Неголемата опозицијска партија побара од законот за влада да се отстранат одредбите што уредуваат 100 дена пред избори да се формира техничка или преодна влада во која ќе партиципира и опозицијата. Овие одредби беа внесени во законот пред предвремените избори во 2016 година. И покрај ваквиот однос на власта за предлозите на опозицијата во собрание, Мицкоски бил согласен да седне на маса со премиерот Ковачевски и да разговара за актуелните прашања, иако како што вели дека лидерската средба се представува како циркуска представа.